те јеш, а потемо сјеш. Ќе ще пјетја. Да се биде или не прашање е сега. Ви го кажав нова на албански. За да ви кажам и дека немам ништо против шота. Ако ви си игра шота, толку можам да ве викнам и во мојов дом. Немам никаков проблем. Па убава е шотат. Ништо не фали. И можете да играте каде сакате, ја мислам. У Македонија никој не ви рекол никогаш не за тоа. Ниту во она Југославија, што беше таа, нели, грозната, ниту подоцна во Македонија. Никој никогаш не ви забранил ништо. Не е во шотата проблемот. Ја гледам сега сите медиуми се фатија зашто тој младиот надобуден одвлен политичар, не знам како се вика, толку ги возбуди луѓево со тоа што спомна шота, са ке си играле во Тирана, во Скопје, во Приштина. Не е во шотата проблемот. Проблемот е во она што го кажа меѓу редови. И што албанците меѓу редови го зборат 30 години наназад овде, демек треба македонците ние да се исплашиме. Одма ќе ви кажам, многу ми е драго, лично, без никаков цинизам, што живеам на една територија, заедно и со албанци, и со турци, и со роми, со срби, и хрвати, и црногорци. На мојата генерација немаат проблем да живеат мултиетнички. Немаат проблем да му дозволат секому да се пише како што се чувствува дека е, дали македонец, дали србин, дали албанец, дали турчин, дали бошњак, дали било кој. Знаете зашто немаме проблем? Затоа што ние бевме воспитувани од деца под слоганот на братството и единството. За нас е тоа нормално. После, што под некои други околности, со помош на странски држави и глупоста на народите кои живеа во бивша Југославија, дојде до на братоубиствена војна, до оној колеш и до после она што се случи распаѓањето на Југославија. Така што нас не може да не учат бугарите како е да се живее со толеранција, мултиетнички, да сме признаале ваков народ, онаков народ. Не, ние го имаме тоа како рефлекс дека треба да се почитуваме, да се признаваме едни со други, за разлика од тие бугарите. Или не знам, од грците или било кој. Затоа што ние бевме тие кои растевме во една мултиетничка федерација, која што за жал не успеа да изгради за време на низиното постоење еден, како да кажам, заеднички идентитет. Нацијата почна да ја гради, но не успеа да изгради, затоа што првиот столб на таа федерација, култот на личноста или Тито, почина. После тоа знаете што следеше, вториот столб се сруши, тоа беше партијата комунистичка, и на крај третиот столб се сруши веднаш по неа, армијата, и дојде до нас што дојде. Но, токму затоа што знаеме како беше, под каков слоган растевме, исто така знаеме, се сеќаваме, многу од нас биле во војска во тоа време, уште има луѓе, живи сведоци, која се распаѓаше сето тоа и која не личеше веќе на Југословенска народна армија, значи последната година, 2, 3. Но исто така знаеме до каде може да донесе вакво неодговорно однесување, пак ќе кажам, на одредени политичари албанци, на одредени партии, изминативе 30 години, вклучувајќи ги овие сега одвлен кои што се на власт, а кои што знаеме под чија закрила се, под закрилата на овој Курти од Косово.
Зато овој млад дечко ќе му одржам една лекција по историја, пошто ја знам на албанците таа лекција не им се предава баш така, а имаат и амнезија, тоест намерно создаваат амнезија за едно време, кога можеа да добијат многу повеќе во таа федерација. А наместо тоа, на некој начин они го родија култот на Милошевиќ на Косово. Да, може, драги албанци, комши и пријатели, ова вие не го зборувате во, што знам, во вашите училишта, во вашите приватни зговори, но да, вие го родивте култот на Милошевиќ, кој што подоцна ви се скрши од глава како што ви се скрши, и не случајно тој култ се роди на Косово. После неговата посета тама и после неговиот говор на Гази Места, мислам дека се викаше. Знаете како го родивте? Оној фамозен устав што беше изгласан 1974 година, што беше така речи вовед во распадот на Југославија, со тој устав беа дадени сега кој тука го заеба Тито, дали Карделј, дали му Карделј од страна му беше наметнато да го заведе Тито, дали Тито беше свесен што потпишува, како што не се знае, битно тој устав се потпише во кој што на републиките во тогашна Југославија, Социјалистичка федеративна република Југославија, им се дадоа права да можат да одлучуваат за своето понатамошно, фактички им се дадоа сила на самостојни држави кои што подоцна можат да решаваат сами да одлучуваат дали сакаат да останат во склопот на Југословенската федерација или сакаат да си одат од неа. Исто така и двете покрајини кои што припаѓаат под Србија, нели под закрилата на Србија, Војводина и Косово не добија статус на републики, но добија многу засилена автономија од што ја има. И тогаш се случи една работа, после смртта на Тито, значи на Косово почна албанците, нормално сега, со зголемена економија, со зголемена автономија, да ги полнат институциите со албански кадар на штета на србите кои што живеат таму, беа во огромен број. Како се менуваше количината на моќ во институциите на Косово, така растеа и апетитите на албанците да формираат, нели, прво бара република, а нормално со тоа е еден вид на право да утре одлучат да се одцепат од таа држава и да се приклонат, не знам како, да кажеме на Албанија или на Со таа префрлање на моќта и желба за децентрализација, едноставно оттргнување од тој демократски централизам што владееше тогаш во наводници во Југославија, иако имаше нели една партија, култна личност и така натаму, се менува и околностите на теренот. Сум бил сведок 83 година. Сме биле поканети моето семејство, јас, брат ми, мајка ми, татко ми, кај албанци во Призрен. У тоа време живеа, инаку Башкин беше, Чичко Башкин беше војно лице во ЈНА, во една служба, жена му Теута беше наставничка по англиски, она мене у тоа време ме учеше англиски. Она познато ме учеше, пошто албанците тоа природно ги има тоа да, што на други овие словенски народи тешко име да го кажат кога треба да учат англиски, да го изговорат тоа да. Не се. Бевме поканети на гости во Призрен за време на зимски распуст, значи со своји очи сум гледал кога гореа куќина на Срби во Призрен. Со на делот што гори од зидот напишано, ова е
Република Косово или ова или марш одете си во Србија или ова. Со своји очи. Во тоа време имаше и многу напади, насилства на српски верски објекти, растурење на српски гробишта, силувања кои што никогаш не беа решени затоа што и на србинки силување, затоа што и процентот во полицијата на албанци и срби беше драстично сменет однос на албанците. Се случи тогаш еден инцидент лично поврзан со нас кога шетавме низ Призрен. Татко ми застана до една трафика да и побара кибрид на македонскиот оној кој што продаваше, и му рече нешто на албански. Татко ми уште еднаш му побара кибрид, но овој пат на српски му побара, му рече дајте ми шибице. И овој пак нешто на албански, ја бев со него, а малце 2 метри пред нас беше Чичкобашким со вратник. И кога рекол овој втор пат на албански, му рекол на татко ми, а не му дава кибрид ни шибице, Башким го чул. Само вака го джитна братник кон татко ми. Почна да се дере, да пцуе на албански, да се обидуваше тој што работеше у трафика да го извади со на стакленцето вака кај што подава пари и артикли. Вака се обидуваше да го извади. Па не можеше, па почна со нога да го крши киоскот, да го удира од страна. Рага. Не се собра народ, он беше тогаш од цивилка нормално, беше некоја недела ден, така за викенд. Татко ми го фати, не можеше да го смири. Што го изнервирало Чичкобашким толку? Тоа што татко ми кога му побарал кибрид, првиот пут Башким не го чуло и му рекол ќе ти дадам побари ми на албански. Вториот пут татко ми вика дај ми шибице, на српски значи. Он му рекол не ти давам додека на албански не ми побараш. Тогаш Башким го чул и реагираше како што реагираше. Тој човек толку му беше тешко што веќе до наредните денови додека не си заминавме од Призрен, тој не можеше да се врати на себе. Затоа што албанец кој те кани гостин да му бидеш. Ти си за него нешто најсвето. Не сме влакно од глава да ти падне додека си негов гостин дома. Он одговара за тебе, он те поканил со цело душа и срце, он сака да те нагости, он сака да те прати среќен од кај него, да се задоволен да се вратиш дома. Затоа не можеше Башким да се врати на себе. Ја веќе не знам ни дали е жив тој човек. Се надевам дека е. И неговата фамилија. Сакам да ви кажам, се она, ова се однесе на, сум го зборел ова и порано сум го пишал у колумни. За жал, останавме слепи на овие работи. И остануваме уште слепи. Не е поентата да си вадиме очи, да бидеме како рогови во вреќа. Ова само сакав да ви кажам. Али тоа е небитно, да не го ширам сега муабетот, како, пошто муабетот ми беше како се роди, како албанците го родија практично Милошевиќ на Косово. Вака го родија. Затоа што која имаа моќта, изгубија контрола на тој, така да го наречеме, нивни национализам, да не употребам некој збор. На штета на останатите кои што живеа на територија на таа република некогаш на Косово, во рамките на таа Југославија. И да не зборам после дека има она помалце битнота по овакво дека со тој устав во 74-та имаа право како покрајина со сменети, нели, процентуален однос на албанци внатре однос на Срби, имаа право да ставаат вето на секоја одлука на српските власти, на српската на комунистичка партија, како се викаше, нели у тоа време. Или на не знам било која државна институција кај што требаше да се одлучуваат и
и автономните покрајни Војводина или Косово. Фактички, може на секоја одлука на србите да ставаат вето и таа да не се изгласа. Така почна и со се ова што ви го кажав на Косово што се дешаваше, така и почна тој раѓањето на Слободан Милошевиќ и на тој национализам српски кој што подоцна можеби најмногу кумуваше таа држава Југославија да се распадне. Не велам дека беше единствен овај виновник, затоа што нели за развод се секогаш потребни двајца, за распад на држава тогаш сносеа одговорност овие сите нејзини републики што беа, но мислам дека најмногу држа инат србите во моментот кога можеби требаше да се пружи рака да се изгладат некои работи, но небитно тоа. Не икем да кажувам дека биле највиновни или но сносеа голем дел од вината. Не се, тоа беа други околности, да не ги коментираме. Сакам да кажам на албанците, на албанските партијаве сега на овие влем кои што коалицираат со ВМРО. Со вакви провокации не одите никаде. Сум бил сведок на еден распад на држава. Ги знам добро причините. Ги видовме резултатите, ги видовме последиците. Немојте да мислите дека ако моментално сте во некоја предност, имате моќ како народ, дека треба тоа да го злоупотребите, затоа што времињата се менуваат. Ова не е никаква закана, ова е само предупредување дека светот, поготово денес, како што се одвиваат брзо настаните, е тркало. Денес си горе, утре си доле. А треба пак да останеш со комшијата у добри односи, да можеш да го погледнеш у очи утре. Да можеш да му побараш помош. Тоа важи и за македонците, и за албанците, и за ромите, и за секој друг. Ништо не правите вака. Не знам колку нашиве, зборам за македонскиве овие политичари, и зошо 30 години не најдоа начин да го испеглаат тоа, мижеа, ќутеа. Велам да го испеглаат. Значи, кога велам да го испеглаат, не велам дека мора насилно да го испеглаат. Но зошто повторно, како во време на залезот пред распадот на бивша Југославија? Зошто повторно истите реторики? Ке се закануваме, ке правиме ова, ке правиме она, ке правиме вака, ке правиме така. Знаете дека тоа буди истоветна реакција од македонска страна. Знаете дека е многу глупо и многу пријатно би им дошло на некој, пак на Балканот, некои будали, некои племиња да се зачукаат меѓу себе. Дали албанци со македонци, дали албанци со срби, дали не знам овој. Знаете колку убаво ќе им дојде? Пак таман ќе им потврдиме какви глупаци сме што не знаат да научат лекциите од своето блиско минато. Мене ми е многу јасно дека меѓу нас има разлики меѓу македонците и албанците. Понекогаш и мене знае да ми проработи она, кој не проколна, со шиптариве да живееме. Ма ќе ви кажем една друга работа. Ова го мислат повеќето, мислам повеќето. И други македонци вака размислуваат. Како што и албанците размислуваат соодветно у однос на македонците. Но да ви кажем една работа. Тоа не е реална моја емоција. Затоа што ако ќе седнам со мојот бербер Роки,
кој е албанец. И со кој што секојаш ќе си направиш феноменален муабет, најотворен. Кога ќе седнев порано со покојниот колега Луран Ахмети. Исто, вака сме правили отворени муабети и ќе му кажам, Луран, ајде кажи бе ви албанците кои сте сами што зборите за нас македонци. И све ќе ми каже. Оно најлошо. И ќе ме прашаме, вие што зборите, и јас све ќе му кажам. Значи, дури, знаете до каде ми е мои албанци, дури ми е непријатно кога ќе слушнам некој ваш албанец седи па да се покаже дека он надминал некои комплекси у животов, па кога ќе сам себе се нарече, аве ние шиптари, не е шип. Мене ми е незгодно да слушам, затоа што ја лично не ми доаѓа веќе да ве нарекувам шиптар, него искрено ми е непријатно кога го слушам со тоа он таквите албанци, знаете отприлика кои се некои се јавни личности, со тоа да ме покажува еве колку сум ја отворен, колку немам проблем со моите комплекси дури сам пред македонците да се разбирате. Ама мене ми е непријатно кога слушам. Ја искрено во тој момент сакам да си каже, ние албанците или јас како албанец нема потреба од тоа, затоа што македонците веќе немаат проблем, ја немам никаков проблем да у ситуација да ве наречам и приватно кога зборам албанци, ова албанци, друга пријател мој албанец, берберот мој албанец, овој албанец. Но тргнете се од себе. Како да ви кажам, издвојте се од тоа племенското, барем кога живеете, ова важи за сите, не дека албанциве се племе и така натаму, за сите. Мора да се тргнете од тоа етноплеменското, особено ако живеете во заедница со многу други етнички заедници, од кои што не знам, најмнозинската е се македонците. Не можете така. Стварате пизма кај сите останати, не само кај македонците. Зошто сакате со сила некој да не ве сака, да ве мрази, да има презир кон вас, да му потикнете иста соодветна реакција кон вас, па утре моје мало гомна срало, твое мало гомна јало, шо викаше Горан Стефановски. Каде води тоа, бе? Сакате друга војна? Пак да гинат луѓе? Да се случуваат зверства? Не дај Боже ко ние што беа у бивша Југославија, па и тука која беше онаа краткотрајна 6-месечна војна. Зашто бе уште ви треба, место да го изгасите бурево барут, вие провоцирате нови провокации? Зашто утре таа омраза што се родила 2001, загинале деца на албански мајки, загинале деца на македонски мајки, на ромски мајки? Зашо генерацијски таа омраза со плюс крв би се продлабочувала и би се префрлала од колено на колено? За уште да ве ебат овие од запад како стигнат? Да не ебат по право како стигнат? Да не држат како во кафез во зоолошка, дека сме примитивни, вакви, онакви? Не ги научивте лекциите од војните од бивша Југославија, од граѓанската војна? Тркало е светов, поготово сега. Вообразеност и арогантност може лесно да ве донесе и немање чувство за заедништво со останатите етнички заедници со кои што живеете, драги албанци, ќе ве донесе пак на најдолниот степеник еден ден, на најдолната басамак. Неминовно е тоа. Сик трансит глорија мунди. Кој бил горе, ќе биде доле. Затоа ароганцијата не помага.
Пробајте, сватете го ова. А сватете го и оние кои што се на власт, македонците од ВМРО ДПМН коалицијата. Ако вакви работи почна да излегуваат од парламент на улица, бидете спремни дека мора веднаш да реагирате. Веднаш. Знам дека е тешко, сум го кажал тоа и многу пати. Треба да се обидеме сите со сите и со сите сили. А тука пред се мислам и на албанците и на македонците, пошто се како рогови во реке. Пробајте изградете некој дел што ќе представува наш заеднички, како да ви кажам, идентитет, именител, како сакате кажете го. Од тука ќе тргне темелот на градење на некоја нација утре за утре. Така се доаѓа до стабилност. А обратно, секоја политичка и економска нестабилност, општествена нестабилност, само ја појачува првата, она опција на шовинизмот, на сепаратизмот. Тоа станува Ахилова пета на секоја заедница држава и тука почна нејзиниот и физички распад. Ако тамо ние одиме, ако овие работи не успееме да седнеме на маса на време и да ги договориме, да си пружиме рака пред да почне срањето. Никој не ви кажа на вас да си ја сакате Албанија као матична земја или што знам Косово или ова или она. Ама вакво однесување у рамки на ваква Македонија, во вакви геополитички услови, кога тогаш ќе доведе до повторно крвопролевање? Тоа можам да ви го гарантирам, затоа што бев сведок од блиску на еден распад на една голема држава, што за жал не успеа да опстои, затоа што некој им пушти добар пас на сите оние групи, струи, како сакате наречете ги, кои што имаат цел да ја срушат. И го добивме ова што го добивме денес. Не ова југоносталгија, повторувам. Зборувам за шансите што ги имаше една држава да стане многу помоćна од некои сега што се најмоćни европски држави, а наместо да стане тоа, стана пример за геноциди и колежи на тлото на Европа од една таква држава. Затоа што паметните, кога не требаше, чутеа и не им се спротиставија на шакалите и на волците кои што сакаат да растурат. Затоа отварање очи. Секој народ кога е опозиција на моќ, на подем, може да се курчи, како што се сега вие како албанци, веќе 20 години у подем, затоа што имате добра поддршка од надвор и се курчите. Како што бугарите сега ни се курчат, затоа што се членки на ЕУ, и се курчат. А ние македонците сме најслаби во последниве 80 години. Најразединети, најслаби, најова, најона. И сега нормално сите се курчите. Ни се курчите. Ама тоа нема да ве одведе никаде. Само ќе се заврти тркалото и ќе дојде некое друго време, а денес, како што реков, времето брзо се менува. Затоа памет у глава и вие како албанци и ние како македонци и отварање 4 очи да не се дозволи било каков
иредентизам, желба за сепаратизам, шовинизам, да го преземе колективниот наратив, колективното внимание на јавноста во Македонија. Во таа смисла еднаш последен пат кога бев гости на Само Вистина со Агим Јунус, го кажав тоа. Крајно време е државата во таква ситуација, ако повторно се појави, пошто нели нон-стоп сега се постојат овие предпоставки дека не знам сега ова и тогаш нешто крвава пролет ке есен ке била, не знам турбулентна поправа, не крвава, не. Значи затоа го реков тоа. Крајно време е државата, зборам као држава, брутално да реагира на секој обид да се дестабилизира внатре државата, поготово со помош на шовинизмот и сепаратизмот од било која страна да доаѓаат. Брутално, без пардон. Мора ова да го научите. Ако сакаме да ја стабилизираме држава, да направиме некоја оска заедничко околу која што сите ќе се свртат, ќе се испреплетат. Ама со ставање на таклабасите на маса и мерење кој моментов му е поголем, го видовме тоа крајот на 80-тите, цели 80-ти, крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите до каде одведе. До катастрофа, ама за сите.